случува на оваа комисија да не се почитува. Нити дадовте некаков предлог таму за кратење на дебата, нити ништо. Ја водевте, дури колегата Николич јавно ве праша, дали комисијата ќе работите како изминатите 6 месеци или ќе му введувате нови правила. Вие одговоривте таму, ве слуштав, дека ќе работите по деловник. И сега не може. Значи, селективно како во партијата може би ви врват тие работи, овде не. Може би таму да ви врват. Еднаш да важи статутот на ВМРО ДПМН, еднаш да не важи. Еднаш да важи ова, еднаш да не важи. Овој деловник. Значи, овој деловник или важи или не важи. Кршењето на овој деловник значи дека овој деловник од утре натаму треба да биде во канта фрлен. Треба да биде во канта фрлен. И не поинако. И затоа уште еднаш ве повикувам. Ве замолувам и не знам на кој се израз да употребам. Процедуралното кое што има предност. Пред се друго. Не смеете да не им го давате на пратениците кои што се во салата. На своја рака, пред вас земени. Тоа Благородна Дулич во времето го правеше. Си читаше вака амандмани. Пред себе, без ништо. И се водеја тие амандмани дека се поминате. И затоа го сменивте деловникот. Ако било регуларно се што правела тогаш така, тоа немало деловникот да го менувате. Ке си терало по исто. Ама вие сега на донесен деловник нов, вие го правивте. И во тоа насилие тогаш таму, изфрлија и новинари и пратеници, се изгубија едноставно и во наредбите кои што ги даваја, и после тоа пак донесовте деловник за да се регулира таа работа. Мислам дека очигледна е состојбата околу оваа комисија. Значи, има очигледна тенденција да не се донесе овој закон, односно свесно блокирање на донесењето, што, да бидам искрен, на неколку наврати и на седницата на комисијата, но и на координација кај претседателот Велјановски беше потенцирана од страна пратеници на СДС. Значи да расчистиме, тоа да се знае. Тоа е нивна одлука, они има донесено одлука да ги злоупотребуваат сите возможни начини, преку кршење на деловник, преку кршење на процедури, во два наврати и преку агресивно, би рекол, на ниво на насилство, однесување, што беше забележано од камерите, го видоа сите граѓани на Република Македонија, ниту еден пратеник од ВМРО ДПМН и од коалицијата не стана, не викаше, не се закануваше, не зимаше микрофони, не исклучуваше микрофони. Тоа беа пратеници од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Така да, кога зборуваме за тоа кој сака да предизвика насилство ова собрание, мислиме дека досегашните постапки на пратениците на СДСМ тоа јасно го говорат. Второ, доколку имаше намера претседателката или било кој во ова собрание да предизвика инцидент, немаше да има редовно паузи и одложување, односно откажување на тој ден на седниците во моменти кога стануваше критична состојбата. А ако имаше намера некој да предизвика инцидент, немаше да има после паузата прекинување на седницата, туку седницата ќе траеше со часови во завриена атмосфера, во нервозна ситуација, кога неколку пратеници од СДСМ очигледно имаат тенденција да дојде до инцидент. Не си дофрлајте меѓу себе, процедурално има координаторот на пратеничката група на СДСМ. Повелете. Тугаревски, процедурално продолжите, вратите се. Господи Најденовска, значи во првите 2 дена на комисијата вие дававте на сите пратеници процедурално. Што е причинава што освен јас како координатор другите не добиваат? Има членови, заменици, заинтересирани пратеници, заменици, координатори. Вие сакате да кажете сега никој нема право на процедурално сем јас? Тоа е и ново правило 7-8. Ве молам, не измислувајте приказки овдека, однесувајте се сериозно како пратеник кој што го избрал народот за да каже нешто паметно и умно, да работиме. Ве молам, не правете инсинуации, ве молам, не ми импутирајте физички насилства и физички инциденти и ве молам, не ми измислувајте приказни што би било кога би било. Ве молам процедурално. Завршете и дадете можност на заменик координаторот на другата пратеничка група на ВМРО ДПМН да се обрати. Во повеќе од 20 членови е содржана процедурата која што вие брутално ја газите. Дали по налог на врхушката или не, може да одговорите, може не.